Dobrodojdovte во мојот свет. Јас сум Кейси Хамлин, МКМК. Јас сум Кейси и Мексико е мојот дом. Живеам тука 25 години и сега сум и мексикански државјанин. Денес тргнуваме на патување за да откриеме еден прекрасен град високо во планините. Тоа е Закатекас. Овој розов камен град е полн со сребро, историја и живот. Може би се прашувате зошто Мексико? Па, оваа земја е како мал свет, каде што секој агол нуди нова авантура и приказна за откривање. Закатекас е едно од оние места што од секогаш сум сакала да ги посетам. Длабоко во планините Сиера Мадре, самото патување е авантура. Закатекас е град скриен во облаците. Неговите луѓе и историја ќе ве воодушеват. Тоа е кутија со богатства што чека да биде отворена. Затоа придружете ми се додека ја откриваме нејзината вистинска убавина. Првото нешто што ќе го забележите во Закатекас е бојата. Целиот град е облечен во топла розова нијанса, а сето тоа благодарение на познатиот Пиедра Роса или розов камен. Повеќето згради се изградени од овој камен, што му дава на целиот град магично бајковито чувство. И се разбира, како можеме да го заборавиме среброто? Закатекас некогаш беше еден од најважните центри за производство на сребро во светот. Тоа донесе огромно богатство и ја обликуваше светската економија со векови. Ова наследство се чувствува низ целиот град, како стара песна. Но Закатекас не е само камен и сребро. Тоа е место каде што се кријат безброј приказни, како прашлива стара книга. Ќе прошетаме низ историскиот центар, кој е светско наследство на УНЕСКО. Ќе истражиме вистински рудник за сребро и ќе се качиме на врвот на Серо де ла Буфа за најдобри погледи. Закатекас има толку многу приказни да раскаже, и ние ќе ја доживееме секоја од нив, како во 1001 ноќ. Ајде, ајде! Како што секогаш велам, ајде да одиме! Добро, подготвени сме да нурнеме во срцето на Закатекас. И ова, пријатели мои, е многу старо место. Погледнете го ова. Ова место е светско наследство на УНЕСКО. Знаете ли што значи тоа? Не е само убаво, туку е важно за целиот свет. Тоа е светско богатство, полно со луѓе и историја. Штом ќе влезете, ја чувствувате длабочината на ова место. Историјата е во воздухот. Тоа е посебно чувство, полно со приказни, како жива книга. Тоа е душата на Закатекас. Многу сум возбуден. Ајде да влеземе. Каква неверојатна атмосфера. Колку стари, прекрасни згради. Ова не е лажно. Се чувствувате како да сте се вратиле стотици години наназад. Токму така. Тесни улички, калдрма, кривулести патеки, високи згради и ги гледате трагите на времето. Тоа е посебна карактеристика на овој град. Толку е добро зачуван, што неговата убавина е речиси неверојатна. Ги гледате напорите, ја гледате љубовта кон овој град. Го направиле со љубов, нели? Ова не е тематски парк. Ова не е лажно. Ова е вистинско. На секоја улица се чини дека старите приказни шепотат. Само треба да слушате. И овој розов камен, Кантера Роса, го има насекаде. Целиот град е изграден од него, и тоа дава топол, прекрасен сјај. Од големата, прекрасна катедрала до најмалата врата, овој камен е главниот. А резбите, само замислете, старите мајстори како ги резбаат овие сложени шари, со раце, со страст и неверојатен талент. А кога сонцето сјае, целиот град светка. Тоа е сон на фотографот и празник за очи. Овој камен не е само градежен материјал, тоа е уметност, тоа е душата на Закатекас. А кој е најдобриот начин да се истражи ова место на УНЕСКО? Пеш. Апсолутно. Само шетајте. Дозволете овој лавиринт да ве води. Тоа е авантура само по себе. Секоја улица, секоја скриена уличка носи изненадување. Овој историски центар е толку голем, толку е огромен, можете да шетате со денови и сепак да најдете нешто ново. Ве повикува да истражувате, ве повикува да откривате. Оставете ја картата настрана и дозволете вашите нозе да ве водат. Тоа е жива историја и едноставно прекрасна. Кои тајни не чекаат? Охо! Ова место не смеете да го пропуштите. Само погледнете ја ова импресивна гледка, токму пред нашите очи. Ова е катедралната базилика во Закатекас. Леле, ова не е само црква. Ова е обележје. Прекрасно уметничко дело што се издига до небото. Се издига до небото. Се наоѓа во срцето на историскиот центар. Тоа е скапоцен камен на градот. Можете да ја видите од речиси секоја улица. Како да ве повикува внатре. Нејзината големина е неверојатна. Таа е величествена.
Ова место ќе ве повлече внатре. Само застанете и погледнете. Ќе ви го одземе с дивот. Нејзината убавина. Нели е прекрасна оваа фасада? Преполна е со сложени детали, се е врежано од посебен камен. Розов камен, наречен Кантера Роса. Луѓето велат дека е еден од најдобрите примери на барокна архитектура. Барокна архитектура. Еден од најдобрите во цела Мексико, и ќе разберете зошто. Светци, апостоли, сложени цветни резби насекаде. Тоа е како книга врежана во камен, толку богато украсена. Луѓето ја нарекуваат розовата кралица, крунскиот скапоцен камен на мексиканските цркви. Таа е кралска и величествена. Изработката таа е едноставно неверојатна. Стара е стотици години и се уште нема ќе псува. Кога ќе влезете, не, чекајте, само погледнете, низ овој прекрасен лак. Надворешноста е толку грандиозна, но внатрешноста обично е мирна, понекогаш едноставна, понекогаш исто толку украсена како фасадата. Но секогаш постои чувство дека ова е свето и побожно место. Само замислете колку историја видело ова место. Вековна историја, нели? Генерации доаѓале овде, се молеле, споделувале радости и таги. Таа стои овде од 18 век, гледајќи го животот како тече, како тивок чувар. Речиси можете да ги слушнете ехото на минатото, ехото на вековите. Има длабок мир внатре, тоа е навистина магично, тоа е светилиште, буквално. Оваа катедрала не е само туристичка атракција, таа е духовното срце на Закатекас. Тоа е центар на заедницата, дел од секојдневниот живот на локалното население. Луѓето се среќаваат овде, семејствата се собираат, животот се врти околу неа. Тоа не е само зграда, тоа е живо, динамично место. Тоа е дел од идентитетот на градот. Тоа е обележје, постојана кула што ви дава чувство на мир. Тоа е символ на постојаниот дух на Закатекас. Тоа е гордост на жителите на градот. Оваа зграда, Брейк Тада, таа е навистина срцето на градот. Срце врежено во розов камен. Ова е место што мора да се види. Дефинитивно. Добро, ајде да ја оставиме катедралата на кратко. Како би било да прошетаме по овие лавиринтски улички? Овие тесни улички, овде ги викаат калјес и калјехонес. Секоја си има своја приказна, и секој чоше крие некоја тајна. Некои улици со живот и гужва, со мали продавнички и луѓе, други се потивки и помирни. Тие раскажуваат стари приказни како да се живи. Имињата на улиците, како Каље Такуба или Авенида Идалго, наскоро ќе ви станат познати. Овие главни улици го поврзуваат овој прекрасен колонијален град. Овде навистина можете да го почувствувате пулсот на градот. А најдобриот начин да го направите тоа е едноставно да шетате. Обрнете внимание на деталите на зградите. Ќе бидете изненадени од нивната убавина. Тоа е нешто посебно. Колонијалните згради овде се многу добро зачувани. Железни балкони, тераси полни со цвеќиња, стари, тешки дрвени врати, некои дури и со метални клинци. Додека шетате по калдрмисаните улици, замислете како некогаш по нив возеле кочии. Во скриените дворови ќе најдете зеленило, дури и фонтани. Секој прозорец, секоја врата ви раскажува приказна. Тоа не се само згради, тоа се временски машини. Тие сведочат за богатството од минатото и просперитетот. Мајсторството, тоа е неверојатно. Ова искуство не е само за гледање, туку и за слушање. Звуците на старите улици се живи, звукот на гитара што доаѓа оддалеку, или извиците на продавачите на пазар, шепотењата на луѓето, отворените врати, и понекогаш од некој локален ресторан доаѓа мирис на свежо печен леп, мирис на печени чили пиперки и мирис на сладки задоволства. Ова е местото каде што се случува животот, токму овде, сега, меѓу овие древни камени сидови и улиците на градот. Тоа е жив музеј. Тоа не е само експонат. Овде има заразна енергија која ќе ве понесе. На секоја улица ќе откриете нешто ново. Мали, скриени плоштади, неочекувани гледки, мали, но шармантни цркви во соседството и неверојатни погледи од покривите. Сето тоа ве чека. Одгоре. Оваа мрежа од улици е сведоштво за историјата на градот. Таа била изградена на планински терен и нејзиниот правец бил одреден од рударските патишта. Таа се развивала органски, не била планирана како мрежа. И токму тоа го прави овој град толку шармантен. Секогаш има некое мало откритие. Тоа е најдобриот начин да го истражите градот, а прошетката е најдоброто искуство. Добро, ја оставаме прекрасната катедрала зад нас, но Закатекас има уште многу да понуди. Овој град е полн со прекрасни градби.
Театарот Калдерон е многу стара зграда, која е навистина волшебна. Замислете колку представи и историја имало тука. Потоа доаѓа владината палата, која е палата на владата. Таа е срцето на моќта и секогаш е украсена со фрески. Овие фрески раскажуваат за историјата на Закатекас и Мексико. И има многу вили каде што живееле сребрените барони, кои го стекнале своето богатство од рудниците за сребро. Нивните раскошни фасади раскажуваат колку богат бил овој регион во минатото. Секоја зграда го надополнува амбиентот на градот. Тоа е симфонија од камен и дизајн, хармонија на камен и стил. И погледнете ги овие плоштади. Тие се белите дробови на градот. Плоштадот Армас се наоѓа до катедралата и е срцето на градот. Овде се среќаваат жителите на Закатекас, луѓето шетаат, децата си играат, а уличните продавачи продаваат пијалоци. Тоа е неверојатно јавно место, обкружено со прекрасни згради. Овде можете да седнете, да се одморите и да ги гледате луѓето. Можете да уживате во атмосферата на градот и да поминете мирно време. Овие плоштади одамна се места за собирање и се исполнети со секојдневен живот. Со векови тие ги собирале луѓето. И денес, тие се полни со жив живот. Но најневеројатното е, оваа беспрекорна хармонија. Овде има прекрасни јавни згради, кои се навистина раскошни, и покрај нив скромни куќи и продавници. Но сето тоа заедно изгледа добро и создава прекрасна хармонија. Причината за тоа е што сите згради се изградени од еден материјал, розов камен кантера. Тоа создава единствен пејзаж. Тоа е навистина убавина што го одзема здивот. Од сончевите улици се упатуваме на сосема друго место. Одиме длабоко под земја. До легендарниот рудник Ел Еден. Ова не е обична дупка. Овој рудник е символ, срцето на историјата на Закатекас. Среброто ископано од тука донесе големо богатство и го изгради овој град. Со векови овде се работеше напорно. Замислете колку сребро е ископано под земјата по која одиме. Подготвен сум. Ова ќе биде голема авантура. Да видиме какви тајни крие Ел Еден. Влезот во рудникот Ел Еден се наоѓа среде градот. Тоа е прилично кул, нели? Шетате по колонијалните улици и одеднаш се појавува влезот во рудникот. Малку е скриен, речиси незабележлив, но потоа ги гледате знаците, малото вошче, купувате билети и возбудата го исполнува воздухот. Туристи и семејства, сите заедно, полни со љубопитност. Кратка инструкција, бидејќи безбедноста, се разбира е на прво место. Но вистинската возбуда започнува кога одиме надолу, длабоко во темнината, длабоко во историјата на Закатекас. Сребреното срце на градот чука токму под нашите нозе. Време е да се подготвиме. Ставете ги тие шлемови, жолтите, тие се прилично кул. Одеднаш се чувствувам како вистински истражувач. Авантуристичкиот дух е тука. Понесете лесна јакна, внатре е малку студено и колку подлабоко одиме, толку постудено станува. Сериозно, надворешниот планински воздух е свеж и пријатен, но внатре е сосема поинаку. Студенилото на земјата, студенилото на длабочината, го слушам звукот на возот. Оној што ќе не однесе внатре, тоа мало, шарено вошче е подготвено да не однесе уште подлабоко. Првиот чекор во овој тунел и тргнуваме. Дојдете со мене, во подземниот свет на Закатекас. Сончевата светлина исчезнува. Темнината не обвива, светлата во тунелот се палат. Охо, ова мало вошче што изгледа како старо трамвајче не носи длабоко под земја. Многу далеку од површината. Сидовите на тунелот се влажни и сјајни, како да плачат. Нашиот водич ни раскажува, ни ги покажува овие необработени карпести формации. Местото каде што некогаш минувале сребрени жили. Се чувствувам толку мал. Сите овие тунели се направени рачно. Замислете колку било тешко. Водичот ни кажува за тешките услови во старите времиња. Темно, прашливо и опасно. Илјадници луѓе работеле овде. Некои ги следеле своите соништа, некои само се обидувале да преживеат. За секое парче сребро, луѓето понекогаш морале да ги дадат своите животи. Додека се возиме со ова вошче, ја чувствуваме тежината на историјата. Ова не е само обиколка. Ова е патување низ историјата, исполнето со жртви и истрајност. Малото вошче застанува длабоко во рудникот. Во темните сенки гледаме стара рѓосана опрема. Водичот ни раскажува за историјата на овој рудник, за вербата на рударите и за душите што талкаат, за опасностите со кои се соочувале секој ден. Рударите работеле заедно, помагајќи си едни на други.
Затоа што овде, опасноста и надежта секогаш оделе рака под рака. Ова сребро, кое беше ископано од рудникот L1, го создаде градот Закатекас. Овие убави катедрали, овие убави куќи, се што го сочинува овој град, тоа е неверојатен контраст. Темнината долу и светлата горе. За да го разберете овој рудник, мора да го разберете Закатекас. Соништата што се родија овде создадува се. L1 е навистина неверојатно место. Но не се само стари тунели, тука има и подземен ноќен клуб. Се вика Ла Мина, што значи клуб на рудникот. Замислете да се забавувате под земја. Тоа е како таен клуб скриен од сите, како таен клуб во Неапол, само уште подлабоко. Тука има и мала капела со олтар. Тоа ја покажува силната вера на рударите и нивната желба за безбедност. И, ако тоа не е доволно, тука има и музеј на минерали. Погледнете како осветлувањето ја истакнува убавината на овие скапоцени камења. Осветлувањето тука едноставно фантастично. Камењата се претвораат во уметнички дела, а сенките танцуваат по старите сидови. Ова не е само туристичка атракција, тоа е искуство што ве води во друг свет. L1 е полн со историја, полн со изненадувања и има толку многу за истражување. Овој рудник чува илјадници приказни. Од древни времења до денес. Полека, но сигурно се качуваме нагоре. Како што се качуваме, воздухот станува потопол и сончевата светлина њо пречекува. Штом излегуваме од тунелот, сонцето на Закатекас изгледа како сон. Приказната за овој рудник се уште одекнува. Жртвите, опасностите и сребрената основа на која е изграден овој град. Рудникот L1 не е само подземниот свет на Закатекас. Тоа е самиот Закатекас. Градот од розов камен горе е изграден со потта и трудот на оние кои работеле долу. Ова искуство ни покажа минатото и сегашноста, темнината и светлината. Се вративме со нова почит кон рударите, и ново воодушевување од овој град. Сега, со длабок здив, чувствувајќи го свежиот планински воздух, време е да го продолжиме нашето патување. Откако се вративме на површината, веднаш се упативме кон станицата Телеферико. Телеферико е систем на жичарници. Станицата беше полна со луѓе и се наоѓаше веднаш до рудникот L1. Шарените кабини чекаа да не ја однесат на врвот на планината. Беше како сон. Ова телеферико, изградено во 1979 година, го поврзува центарот на градот Закатекас со врвот на планината. Откако ги купивме билетите, нетрпеливо влеговме во кабината. Едвај чекав да ги видам глетките што ќе ни се отворат. Градот почна да се открива под нас, и колку повисоко се качувавме, толку повеќе ги гледавме розовите камени згради. Кривулестите улици и историјата на градот оживеаја пред нашите очи. Следна станица е Серо де ла Буфа. Ова телеферико полека се движи над Закатекас, нудејќи прекрасен поглед. Под нас се улиците и малите куќички, камбанариите на црквите, плоштадите и тесните кривулести улички на градот. Куќите се изградени од розов камен и блескаат на сонцето. Целиот град е сместен во долина. Ова возење е мирно и забавно, полно со убави моменти, но за жал брзо завршува. Како што се приближуваме до Серо де ла Буфа, карпестите врвови на планината се појавуваат пред нас. Телеферико полека застанува и возбудата расте. Тоа не е само превозно средство, тоа е едно од највозбудливите доживувања во Закатекас. Сега историјата на градот се отвора пред нашите очи. Само што стигнавме на врвот на Серо де ла Буфа. Воздухот овде е толку свеж и чист, погледот е како од разгледница. Градот Закатекас се протега токму под нас. Полн е со розови камени згради и е обкружен со планини. Овој планински врв е многу популарно место и има многу туристи овде. Има и споменици и мали градини. Оваа планина не е само убаво место, тоа е и свето место, кое има многу приказни. Името Буфа доаѓа од обликот на планината, за која велат дека изгледа како свински стомак. Но историјата што се крие овде е длабока и богата како корените на стар даб. Некогаш била тврдина и видела векови на промени. Ова е местото каде што се сречаваат минатото и сегашноста на градот, како нови приказни да се пишуваат на стари шидови. Дали сте подготвени? Сега ќе нурнеме во историјата на Мексиканската револуција. Здраво, пријатели! Денес ќе зборуваме за историјата на оваа планина, нели?
Историјата овде е многу важна. Cerro de la Bufa одигра голема улога во Мексиканската револуција. Овде се случи позната битка, наречена Тома де Закатекас. Битката кај Закатекас, која се случи во јуни 1914 година, беше многу важен момент кој го промени текот на Мексиканската револуција. Силите на Панчо Виља, дивизија Дел Норте, и силите под водство на Фелипе Анхелес се здружија и се бореа во жестока битка против владините сили. Нивната победа го промени текот на револуцијата и одигра клучна улога во ставањето крај на режимот на Хуерта. Стоејќи овде, се чини дека можеме да ги слушнеме звуците од битката тој ден. Стратешката важност на оваа планина е очигледна. Ќе го почувствувате тоа. Како што видовте, овде има големи конјанички статуи. Овие статуи кои стојат на плоштадот се навистина импресивни. Тие ги чествуваат хероите на револуцијата. Хероите од битката кај Закатекас. Панчо Виља, Фелипе Анхелес и Панфило Натера. Се чини дека тие веднаш ќе одат во битка на своите коњи. Но овие статуи не се само скулптури. Тие не подсетуваат на храброста, жртвата и борбата за слобода. Тие јасно го покажуваат обемот на битката. Замислете го хаосот тој ден, храброста и болката на оние кои се бореле овде. Тие се символ на почит, кој означува важни моменти во историјата на Мексико. Овде се наоѓа и музеј за битката кај Закатекас. Токму овде. Овој музеј е посветен на познатата битка. Ако сакате да дознаете повеќе, ова е најдоброто место. Во внатрешноста на музејот се изложени артефакти, фотографии и документи. Деталните експонати помагаат да се разбере текот на битката и нејзиното значење. Овде можете да дознаете за тактиките и жртвите. Музејот е добро организиран, па можете многу да научите. Овој музеј добро се вклопува со надворешните споменици. Затоа историјата изгледа уште поживописна и поинтересна. Гледајќи го градот од овде, можете да видите многу историски точки. Замислете како се движеле војниците и како се одвивала битката. Замислете како започнала битката. Овде не е жива само историјата на револуцијата. Cerro de la Bufa е дом и на локални легенди, кои го прават ова место уште помистериозно. Погледот од сите страни, кога сонцето ги осветлува зградите, едноставно го одзема здивот. Го гледате ли тој аквадукт Ел Кубо? И не заборавајте да ја посетите капелата Nuestra Señora del Patrocinio. Тоа е многу мирно, речи си свето место. Ова е моментот кога сите остануваат воодушевени. Cerro de la Bufa навистина е скапоцен камен на Закатекас. Епа, нашето патување во Закатекас полека завршува. И беше прекрасно. Навистина ни се допадна овој град. И не само поради неговите прекрасни згради и богата историја. Закатекас ни ги отвори очите. Шетавме низ местото кое е дел од светското наследство на УНЕСКО. И додека талкавме по неговите стари улици, се чувствувавме како да патуваме низ времето. Нурнавме длабоко во рудникот L1. И се возевме со телеферико за да уживаме во неверојатни гледки. Закатекас не е само разгледница со розов камен, тоа е место каде што историјата дише на секоја улица. Тоа е град со длабока убавина, и каде живеат топли и дарежливи луѓе. Тоа е жива заедница и богата култура. Овој град од розов камен навистина е град на луѓето. Планирате патување во Закатекас? Супер! Еве неколку совети за да го направите вашето патување незаборавно. Како да сте живееле еден месец на островот Течу? Пролетта и есента се најубави, но Закатекас е прекрасен во секое време од годината. Не грижете се за времето, само облечете се соодветно. Најдобар начин да го истражите градот е пеш. Како прошетка низ селото Букчон Ханок, ќе уживате во прекрасни гледки и топла атмосфера. Обавезно возете се со телеферико, жичарницата. Тоа е најимпресивниот начин да го видите градот од горе и ќе го направи вашето патување уште позабавно. Закатекас нуди многу различни опции за сместување. Од пријатни бутик хотели до луксузни места, ќе најдете нешто по ваш вкус. Не заборавајте да ја пробате локалната храна. Ќе биде толку вкусна, како да ја сготвила вашата баба на село. Планирањето на патувањето е важно. Како планирањето на кимчи, добро е да се подготвите однапред, нели? Се препорачува да поминете најмалку 2-3 дена во Закатекас. Потребно е време целосно да го истражите градот и да уживате во него. Уживајте во секој момент, како да уживате цел ден во Еверленд. Епа, што го прави Закатекас незаборавен? За мене, тоа се тие прекрасни згради од розов камен.
Тие светат на изгреј сонце и зајди сонце, создавајќи неверојатен приказ. Магично е. И се разбира, неговата единствена локација во планините Сиера Мадре. Каде и да погледнете, ве чекаат прекрасни гледки. Историјата на градот е жива. Речиси можете да го почувствувате богатството од ерата на рударството на сребро, и тоа ве враќа назад во барокниот период. Овие историски елементи се вклопуваат толку добро со атмосферата на градот. Конечно тука е целокупната атмосфера на градот, тоа нешто посебно. Има уникатност што нема да ја најдете на друго место. Тоа е волшебно место каде што убавината, историјата, културата и душата се спојуваат. Навистина е незаборавно место. Закатекас е одличен пример за УНЕСКО богатствата на Мексико. УНЕСКО локациите во Мексико се навистина посебни. Секоја е избрана поради нејзината уникатна вредност. Тие ни раскажуваат приказна за човечката историја, а во Мексико ги има многу, навистина многу. Овие места нудат патувања кои навистина ја допираат душата. Тие ве тераат да размислувате, ве инспирираат и ви даваат енергија. Мексико има 35 УНЕСКО локации. Тоа е импресивна бројка. Секоја од нив е доказ за богатото разнообразие на Мексико. Затоа ако планирате патување во Мексико, задолжително посетете ги овие богатства. Нашето патување низ Закатекас доаѓа до својот крај. Дојдов овде барајки сребро, камења и убавина, но добив многу повеќе отколку што очекував. Се чувствувам многу инспирирано и едвај чекам да видам каде ќе ме однесе оваа неверојатна земја понатаму. Мексико ме маѓепса и сакам да го споделам ова патување со вас. Мојата цел е да ги посетам сите 35 локации на УНЕСКО за светско наследство во Мексико. И ќе ве земам со мене. Затоа, подгответе се. Ова е само почеток. Ако ви се допадна оваа патување во Закатекас, ве молам лајкнете, претплатете се и вклучете ги известувањата. До гледање. Продолжете да го истражувате светот и да учите нови работи. Се гледаме во следното видео. Многу љубов од прекрасното Мексико.